сирење, торти, колачи, мелено месо, сладолед. На овие пеколни температури потребно е помалку од 1 час овие производи да се расипат ако не се чуваат во фрижидер. За да се избегнат труење со храна, надлежните апелираат до граѓаните да купуваат храна од проверени места, да го земат предвид незиниот изглед, по пазарењето храната да не се остава долго во автомобил и да не се задржуваат на пат кон дома. За да се спречи појава на труење со храна, таа треба да се чува на температура пониска од 5 степени, а храната да се готви на температура повисока од 60 степени Целзиусови. Производите, особено лесно расипливите од животинско потекло, да се чуваат во разгладни уреди, да се избегне купување на храна која што е со оштетена амбалажа, нагмечена, надуена или напукната. Да се врши набавка на самата храна во утринските часови или во доцните вечерни часови. Задолжително проверувајте го и рокот на траење. Потребно е разгладената храна да се внимава да се чува, значи од 0 до 5 степени, додека ако е термички изготвена да се обработи, значи на температура која ќе биде повисока од 60 степени. При набавка на овоше зеленчук потребно е темелно да се измијат со вода, месото, млекото и јајцата термички добро да се обработат, да се внимава при во овој период да се внимава на конзумација на лесно расипливи сосови, кетчап и мајонези и од сопствено производство или произведени самите граѓани на преливи и крем салати. Од Агенцијата за храна и ветерина велат дека нивните инспектори летово спроведуваат засилени контроли на терен, кои опфаќаат ресторани, маркети, продавници, а се води сметка и за условите во кои се чува и подготвува храната во туристичките места, се со цел таа да биде безбедна кога ќе стигне во рацете на потрошувачите.